Екипата на телевизија Нова ден пред изборите, пред претседателските избори, каде што Франција одлучува дали ќе остане во Европската Унија или ќе се врати кон традиционалните вредности. Екипата на телевизија Нова се наоѓа во срцето на Париз пред Ејфеловата кула, каде што и во моментов има многу туристи, според проценките дневно околу 19.000 туристи. И поради таа причина безбедносните мерки се двојно засилени и уште поготово од вчерашниот инцидент кој што се случи во раните утрински часови, ако може да се нарече инцидент, затоа што сега нивото на безбедност е многу зголемено кога 10 активисти на организацијата Greenpeace поставија банер од околу 300 метри на Ејфеловата кула со француското мото за слобода и правда, меѓутоа и со критики кон Марин Ле Пен, претседателката на фронтот, која што е и кандидат за претседател во утрешниот втор круг. Овде двојно зголемено присуство на полиција со кучиња трагачи, особено околу Ејфеловата кула, каде што во моментов се наоѓаме. Нашата екипа не беше дозволено да направи ова вклучување во живо со сталак. Тоа е дел од опремата на која што се држи камерата, поради безбедносни причини и малку минути ни дозволија да направиме вклучување во живо. Во однос на вчерашниот инцидент, само да кажам и дека 10 активисти од ова движење Greenpeace се веќе приведени. Приведен е и еден радикалист кој што бил осомничен во терористички истраги на полицијата во близина на северно од Париз. И се очекува и она што можеме да го чуеме од овде, од парижани, се очекува во текот на денот по изборите, односно во понеделник, а можно и веднаш по соопштувањето на резултатите, левичарите, оние анархистите, крајно левичарското движење да направи поголеми протести, се очекуваат и поголеми инциденти. Битката е помеѓу центристот Макрон и помеѓу Марин Ле Пен од Националниот фронт, која што е многу омразена не само од францускиот народ, туку и од целата Европска Унија, од лидерите на поголемите европски држави, затоа што едно е сигурно, оние барем што ја следат оваа претседателска кампања, која што е многу битна и одлучувачка за Франција, ги знаат нејзините крајни мерки, референдум за излегување на Франција од Европската Унија, укинување на оној закон кој што ја регулира имиграцијата, и тоа значи затворени врати за имигрантите во Франција. Овде ќе го заокружам ова мое прво јавување. Телевизија Нова од пред Ејфеловата кула, директно од Париз, известуваме за изборите, за претседателските избори 2017 во Франција. Студио.